Нестабилното и нерентабилното земјоделско производство силно удри по земјоделците кои покрај континуирани мерки од државата се доведени на работна екзистенција и обстојување. Колку поради нерегулираните односи меѓу производителите, откупувачите и преработувачите трпат сите, веројатно уште повеќе трпи обработливата земја. Имено според неофицијални податоци од подрачната единица за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани, дури 20% квалитетно земјиште во Кочанската котлина стои необработено. Ако се знае дека во Кочанско вкупните обработливи површини се околу 8.000 хектари, тогаш станува јасно колку ниви не се во функција на производство на храна и што во суштина губи овој микрорегион. Ситуацијата е таква што земјоделците едноставно кренале раце од нивите, бидејќи им е неисплатливо да ги обработуваат. Немал е бројот на случаи во кои младите заминале од дома, па старите изнемоштени домаќини не можат да обработат земјата и оставаат неискористени. За какви сериозни процеси станува збор, доволно е да се каже дека сопствениците на ниви ги даваат на земјоделците да ги работат без каков и да е недомест, за да не се деградира земјата од плевели и да остане колку толку во кондиција. Уште повеќе загрижува што тенденциите за напуштање на обработливото земјиште земаат се поголем замав, па ако така продолжи за неколку години може да се случи 1/3 или дури 1/2 од нивите да останат неизорани. Впрочем, во Кочанско драстично опадна производството на тутун, на бостан, на афион, на ориз, како и на многу други индустријски, житни и градинарски култури.